Иво Јанковски, добре дојде у Хитмејкер. Добро најдов, принц, било ми што те гледам. Иво на сите најмногу познат, нели, како менаџер на големата Лепи Сол. Јас повеќе би рекол официјалниот пети член на Лепи Сол. Да, во некоја рака така беше. Бидејќи, нели, се дели заедно. Точно тоа, кога јас бев персонален менаџер, нешто што во тоа време секоја група мораше да го има, ако сака да оди сериозно напред. Тоа значи дека си ја делиш судбината на бендот и кога е добро и кога е лошо. За разлика од тоа како функционира денес, гледам дека скоро сите групи имаат проблем со менаџер. Има некои агенции кои повремено ги менаџираат, но персоналниот менаџер е човекот кој се брине за се она што не е врзано за музиката, а врзано за нивната кариера. Тоа се нивниот имидж, нивните изданија, нивните концерти во земјата, особено надвор, патувањата, организациите и така натаму. Сето она што по принцип еден музичар не би требал да го боли глава околу тоа. Сега такви се времињата, веќе луксус е да имаш персонален менаџер и затоа и мислам дека мора сите колку год да се познати, се мултитаскинг, знаат и да букираат хотели, да букираат карти и да се бринат за своите појачала и за превозот и така натаму. Океј, тоа се новите стандарди, но Лепи Сол мислам дека беше една единствена од тој вид, да речеме, рок-н-рол бенд кој бевме навистина како една онака супер паклена машина која газеше сегде, бевме една фина екипа, морам да го спомнам тука и Брацо кој беше тонец, значи и ние одевме секојаш 6 души минимум, а некојаш ако имавме дополнителни гости, но бендот беше 4 плюс ние двајци и ние бевме стандардно 6 која одевме на сите сцени. Брацо го познаваше она техниката околу звучување, јас се бринев за сето останато, а за нив 4 не ќе да зборам, они беа супериорни на своите инструменти, сега дека што ќе имавме концерти. Мојата главна цел беше да ги представам што повеќе во странство и мислам дека во тоа успеав, бидејќи ние имавме 90% од нашите настапи беа ширум светот. Тоа е една можда и единствена група за жал која остави таков печат. Значи за кратко време екс-југословенските простори ни станаа мали и јас почнав да ги букирам по Европа, потоа тргнавме низ Америка, потоа се случи нивниот распад, истото да го продолжи со триото на Владко Стефановски, така да тоа искуство навистина е незаборавно и мислам дека е уникатно. Мислам дека не се повтори тој тип, барем јас не знам дека некој менаџер се во својата кариера работел толку посветено на еден или два артисти. Потоа нели секој тргна по своите патишта и сите се си го најдоа својот нели својата цел или што god да е, но јас се уште бидејќи потоа тргнав од некакви други води, малку поп музика и така, но не ми е воопшто криво, соработката потоа следуваше со Дарко Димитров. А кажи ми кога влезе во сето тоа, дали влијаеше тоа, дали бевте претходно пријатели и дали влијаеше дали ти се бавеше со музика, па ти беше блиску сето тоа? Па пресудно беше фактот дека ја и Владко бевме скоро неразделни другари. Преку него ги запознав членовите на бендот и некако стана органска таа врска. Јас патував со нив. Во некои прилики тие ми го нагласуваат дека е добро да имаме менаџер, тука си и така натаму, бидејќи јас и моето формално образование економиста сум, завршив економски факултет и во некое време бев во некоја скопска банка, прилично добра функција имав, ама тоа беше за мене тотално небитно. Мене ме занимаше музика, се разбира као средношколец имав бенд, потоа нели како што тоа обично бива, во еден момент капираш дека тој бенд не е доволно добар за да Ти сфрустрира Владко. Па не, ама стварно кога првпат ги слушнавме во една, тоа беше некој нивен концерт на мисла на филолошкиот факултет. И тоа беше некаква како да ви кажам, као мал мозочен удар за сите нас. Одеднаш група која свири да паднеш у несвес. Викам, чекаме, след малку времето се поместило. Ако го земеме во обзир тој успех што го имаше Лепи Сол, дали имаше ти конкуренција, дали имаше некои обиди некој да упадне место тебе, такви некои заткулисни Не, па немаше кој, прво никој немаше намера се бави, нити ја знаеше таа проблематика толку.
добро, а и ние бевме толку близки. Знаеш, човек има некој што ќе вети боли ангажмани. Немаше, апсолутно немаше на пазарот таков човек. Мислам, во тоа време сите покушаваат да влезат со како некакви агенции, концертни и така натаму, се некои организација на концерти. Углавно сите се пале на тоа да викнат некој од Србија или од околинава да направат некоја пара со попознат, нели, кај нас тоа беше хит да дое некој странец да пее, нашија беа као тие се тука ги знаеме. И никој немаше идеја дека може да се бави со нечија кариера. Бар јас не се сеќам дека некој имаше таков профил. Токму затоа веројатно и групата Анастасија потоа дојдоа до мене и бидејќи немаше кому да се обратат, они имаа потенцијал. Во бивша Ю, дали беше толку неопходно или дали воопшто беше неопходно бркање спонзори или имаше еден поинаков однос со издавачките куќи? Па спонзорството не беше, дури ја мислам дека можеби сме ние пионери од тоа, Третуо е пионер во тој тип на продукција. Знаеш зашто? Затоа што не им паѓаше на памет на луѓето дека тоа така може да функционира. Бендовите свира за оние пари што ги заработува од концерти, за оние пари кои им ги дава дискографските куќи, тоаш имаше 2 РТП, ПГП и Југотон и толку беше. Значи, колку ќе ти дадат, толку чекаш да ти стигнат тантиеми и у принцип мислам дека музичарите да не беа толку ентузијасти, дека веројатно побрзо ќе се откажуваат, но се работи за една категорија на луѓе кои стварно не ги интересира дури колку заработуваат. Сака да свират и тоа е. И свират до смрт. Така да зборам за оние вистинските. Тие што не се на време се повлекуваат, си наоѓаат некоја друга професија и потоа гитарата им служи за назители, така понекад. Значи за да снимиш албум не ти е потребно спонзор што ќе покрие се. Не. Денеска е тоа без спонзор не искачаш од дома, не. Тоа е нешто што се појави многу покасно. Ние имавме некое чудно искуство за време на една турнеја во Канада, некоја канадска пивара го покри концертот на Леби Сол во Канада. Мислам дека така беше и потоа кога дојавме тука стапивме во контакт со Скопска пивара. За среќа тогашниот генерален директор немаше никакви дилеми, одма рече окей дечки ако треба ќе помогнам. Така и се појави првиот албум, односно втор беше тој во издание на Третуо, тој се викаше Live in New York. Така да тогаш свативме дека полесно ќе оди на компанијата ако дел од трошоците ни ги покрие спонзор. Не е се тоа некој пари од кој може да се обогатиш, но може да ти ги покрие оние базични трошоци, да веднаш од кога ќе почне продуктот да се продава, да почнеш да профитираш од него. Што мислиш сега доколку би се појавил еден бенд од такви четворица ѕверови во Македонија, млади момци, ете на иста возраст како нив, дали би имал шанса за еден успех таков или сега поинакви се патиштата? Па не верувам дека се поинакви патиштата кога се работи за таков исклучителен квалитет како што беа тие четворица. Мислам дека тука нема дилема дека ќе успеат. Да. Можеби не по истиот пат по кој тоа го направија Леби Сол, но верувам дека по некакви други канали ќе стигнат до таму кај што треба. Знаеш, кога имаш врвен квалитет, кога имаш врвни музичари или пејачи без разлика, тоа не може да остане така. Мислам, зошто Тоше не остана анонимен? Мислам, кога е некој исклучителен талент или квалитет, тука нема шанси тоа да остане непознат. Да, секој што ќе го види, свесен е дека посведочува на нешто така и ти си свесен дека има нешто, дека е тоа божествено во неговиот глас, во неговото свирење и дека тоа долго потоа го памтиш или барем го во твојата меморија останува како еден и единствен. Точно тоа беше појавноста на овој бенд за кој збориме Леби Сол, кој каде год да се појавме, можда тоа не беше вау, можда не беа стадиони, можда не иде одма на главни кавери на магазините, ама немаше ни еден град во Европа, тргнувајќи од Лондон, од центарот на рок-н-ролот, па после нивниот концерт се сеќам дека лондонски Индипендент и други вестници пишуваа со хвалоспеви, за кои не можеш да веруваш, тие луѓе нит ги познаваме, нит со фотографии нивни, че имаше пратен фотограф во легендарниот Рони Скот клуб, кој сликаше цела вечер. Јас го прашав, од кај си ти? Он вика, јас сум од Индипендент, утре ќе има артикл за ова. И потоа го изнамивме него да иде сликан да ги сликан из Лондон, но имаше фантастични, јас ги имам сите тие през релизи, знаете, која енглескиот печат пишува за вас дека сте
не знам, го споредува Владко со Хендрикс и така натаму, сега да мислам да не ги апострофирам што се пишуваше, но тоа се случуваше во Париз, во Виена, во Амстердам. Ние ги освоивме главните европски сцени, тоа се, не знам, Рони Скот во Лондон, Одеон театарот во Лондон, Риверсайд студио во Лондон, најпознатиот джез клуб New Morning во Париз, не знам, Радос FX во Прага, и така натаму, сега да не ги радам. Покрај тоа што сите четворица останаа до ден денес еден златен стандард за што значи музичар пред се, па после тоа и звезда. Исто така тоа важи и за Брацо, уште од пред 40 години, значи во музичарските кулари постоеше една мистификација за Брацо, дека само он може нешто да направи да звучи така, или ако работиш, а Брацо бил присутен во студио, дека тоа мора да биде добро во М2, во М1 и така натаму. Истото важи и за тебе, значи секој човек кој што имал допир со трето уво не може да биде било кој и дека мора да е нешто исклучително во врска со него за Иво Јанковски да се нафати да соработува со него. И тоа трае до ден денес. Мислам дека си човек на кој што вратите му се отворени дури повеќе од самиот премиер и претседателка на Република Македонија. И тоа ми е навистина драго што останало како така. Сакам да те прашам дали имињата со кои што работиш покрај Лепи Сол се биле некако органски поврзани со Лепи Сол, например, дали со Џајковски, заради тоа што дали преку Лепи Сол го имаш запознаено Џајковски, гледаш, значи тоа предпоставува. Да, тој дојде во бендот, беше и мислам дека прилично значаен удел има во нивниот помодерен звук, не знам, на Као Какао и така, мислам, тоа беше најкомерцијалниот албум. Потоа он отиде некој време, живееше во Австралија и кога се врати дојде кај мене во канцеларија, му издав 2 или 3 албума, направивме еден огромен концерт на Скопскиот сајм. И така, мислам, знаеш како, кога имаш веќе, кога си позициониран како, не знам, некаков солиден профил у својата бранша, луѓето сами доаѓаат, потоа почна да ми се јавуваат, да ми нудат разни проекти, се разбира, јас ги бирав само оние што ми се свиѓаат. Тој период работев со Анастасија, потоа со Вања Лазарова, со Кирил. Издавав, мислам, нешто малку со Архангел. Да, пионер си во повеќе работи. Покрај внесување на спонзорства во шоу бизнисот, првото CD е од трето уво. Да. Тоа е Зодијак. Точно така, во тоа време имаше во време кога нема многу луѓе CD плеери. Така, у Скопје мислам дека немаше повеќе од 200-300 CD плеери, ама се наговестуваше дека новиот медиум CD плеер ќе ги истисне грамофоните и решивме да првиот албум на првото првенче на трето уво биде албум со музиката за театар. Тоа беше на балетска представа, прилично успешна во изvedба на Македонската опера и балет. Рахим Бурхан беше режисер на представата и беше навистина успешна с 12 знаци на Зодијак. Владко и Бодан ја прави музиката, само они двајца, Брацо ги снимаше. И решивме тоа да го издадеме. И при тоа, значи, не се работи за комерцијален албум, за некаква музика која има хитови. Но фактот дека дури на ниво на Југославија немаше издавачи приватни. Работеа углавно големи издавачки куќи, вадеа цедиња. Пардон. Така да, тоа беше прв медиум на CD, значи прв пат се појави тој албум и навистина дигна голема прашина. Сеќавам дека почна постојано некакви интервјуи да ме викаат, као да, не знам, као да некако знае што сме направили. Јас дури не бев свесен, ја го работев тоа како секоја друга работа, сакав да биде како што треба направено. У Швајцарија го штампавме, немаше на Балканов штампари за цедиња. Стигна у Скопје, го промовиравме во еден луксус. Да, не само што е CD, сепак е големо сценско дело. Да, големо сценско дело беше, проектот е фантастичен, но ние музиката издвоивме, тоа се 12 и вој до 13 музички парчиња и тоа се распродаде во цела Југославија, значи можеш да замислиш трето уво како прва независна издавачка куќа, успеав да го дистрибуирам од Скопје до Љубљана. Сите главни центри низ главни градови, сите
овие поголеми градови што има продавници на плочи може да го купат. Тоа беше навистина напорен пат да направиш дистрибуција на албум на територија од 22-3 милиона луѓе, али тоа значеше и адекватна продажба, така да ние за многу кратко време го распродадов. Друго нешто во што си Извин. Да, друго нешто во што си пионер. Иво е што може, не знам дали први во светот, но може и да сме со, да кажеме, талент шоу. Уште пред официјалниот како се вика сега, после тоа како се викаше You Got a Talent или Да, како имаше беа повеќе имиња, X Factor и така натака, Македонија го имаше M2. Во Европа веројатно бевме меѓу првите, ако не први, но први го стартува американците во 2001, ние во 2002 го направивме. Знаеш како, кога нешто ќе помине добро во светот, тоа не може да помине лошо и кај нас, ако биде спакувано и организирано како што треба. Дали Да. Кој беше тука идеен иницијатор? Ентони, ти? Па јас и Ентони во една прилика он постојано ме тераше да седнеме ја он и Дарко да разговараме околу тој проект. Јас искрен да бидам не припаѓав на таа врста на музика. Ја му викам зашто не едеш некој друг? Ја работам рок н рол, тоа е малку поп мюзик. Вика нема кој ти би можел да го организираш, Дарко е као топ у тоа и јас сум тука као он имаше маркетинг агенција. Постојано ми доаѓаше со некакви идеи. Он е така еден човек кој со милион така му извира. И нема веќе седнавме и најлогично беше да го работиме тоа бидејќи тоа беше ход во целиот свет и беше нешто што веќе се наговестуваше дека може да стане хистерија, као што и стана, ден денес функционира тоа цел свет. Ние го направивме тоа на еден совршен начин, значи иако никогаш не сме работеле нешто слично, толку се дадовме у тоа сите кои бевме и сите кои помага околу, па и ти беше дел од таа екипа, што мислам дека ентузијазмот беше пресуден за успехот на М2. Се разбира, мораше тоа се одработи занаетски и така натаму, но сите луѓе кои влегува со доста ентузијазам и благодарејќи на спонзорите, бидејќи тоа е продукт на анонимуси кои не може никакви пари да вратат, успеа проектот, тоа тогашниот Мобимак денес веќе е Телеком. До која епизода стигна М2? Па Или ние се правевме- повторуваше еднаш годишно или на 2 години? Ние Како го беше? работевме, не повеќе години, го работевме како 5 или 6 години со тоа што една година само беше така, не беше толку популарно, кога баравме мултиталент. Тоа е нешто што е невозможно всушност. Инаку една, мислам, првата година победи Елена, потоа победи Ламбе, па имавме еден дечко од Штип. Не, после беа Foreplay. Да, после беа Форплей, Па после па после Филип. беше Филип Божиновски. Толку, јас до 4 пратев. Петото 4. више не го пратев. И после имавме мултиталент и тоа малку не е расколеба, а и она што е најважно всушност, не дека ние не можеме да го правиме. Проблем беше што Македонија е мала и талентите се лимитирани. Не може вие секоја година да доаѓаат, не знам, грла као Елена или као Филип и така натаму, тоа е невозможно. Бидејќи мала е земјата и почна да се повторуваат едните исти што доаѓа пак, дел од тие беа добри, дел од тие не беа доволно добри и така да свативме дека можеби само вергламе во место. Ајде оставиме некоја година и тоа некоја година помина. Работејќи вака 20 години. и со рок н рол и со поп, искуството твое што кажува? Кои имаат поголемо его? Пеачите или рок музичарите? Па не знам, сега малку ми не Во однос на турнеја и се околу шоу бизнисот. Види, мислам дека со поголема пасија влагаат рокерите него поп-пеачите. Поп-пеачите се малку би рекол, размазени, малку побрзо се стигнува до таа титула на поп стар и така натаму. Кај рокерите патот мислам дека е малку потежок, подолг и потрнлив. Таа е музика која сакат една категорија на луѓе, а не сите. Значи, кога си поп звезда, тебе те пеат од овие куќни помошнички до интелектуалци. А кога си рокер, ако не е рокер, ќе те чуе, ама не те слуша. Мислам, го знае име тоа, не знам, има луѓе кои знаат цел живот за Rolling Stones и не биле никогаш на еден концерт, нити ја слушаат музиката. Ги знаат како поим. Сега, тоа не е, мислам, не е така. Така да мислам дека
Ево за ја имам добро искуство со едните и со другите. Не можам се пожелам, мислам, знаеш како, кога работиш со луѓе има постојано и проблеми, предизвици, не е тоа секогаш смут, ама затоа има едно задоволство кое е непроценливо, кое не можеш да го освоиш со нити еден. Јас сум бил и дел од бизнисот, од комерцијални бизниси. Тука е главната, како да кажам, главниот аршин се гледа преку профитот. Кај рок-н-ролот и кај музиката се разбира дека тоа е дел од приказната и тоа важно. Не е клучен. Но не е клучен. Знаете, има бендови кои свират, па ние идевме за одредени сцени, ние не ни размишлевме дали ќе има ќе стигнеме до Лондон, ќе стигнеме до Париз, до Њујорк. Тоа беше поим да свириш ти у CBGB, тоа е легендарен клуб, цел свет го знае. Тоа е, како да ти кажам, тоа се... Да, си бил, извините, прекино, Океј, слободно. ама дека не ни е толку долга емисијава и само да поентирам. Си бил, да кажам, директор, акционер и во медиуми, и во телевизија, и во радио. Што мислиш, каква е ситуацијата? Мртва ли е телевизијата и радиото? Дали е се пренесено на социјални мрежи? Дали спонзорствата се пренасочени претежно на социјални мрежи, на инфлуенсери, или се уште функционира ова, или моќта се уште стои кај медиумите? Па мислам за кај малку постарата генерација се уште телевизијата е главен извор на информации и на забава. За жал, кога ќе погледнете програми на македонските телевизија, тоа е стварно ужас, мислам. Имаме вести кои се као гледани, имаме турски серии. Тоа е од тие, затоа и никој не ги гледа, што има да гледаш, мислам, едно ти исто се врти со години. А социјалните медиуми се навистина нешто што го украдува најголемиот дел од колачот. Практично тие пити што ги делат маркетинг агенциите веќе сосема различни се процентите. Тоа постепено некако отиде, затоа што на почетокот, ајде, се уште идеме во маркетинг агенција, ама ако може да снимеме спот, ама овој за социјални мрежи, тоа значеше поевтин спот. Добро, социјалните додека не се пренасочија скрос да ги одбегнати маркетинг агенциите веќе. Па не, знаеш како, гледаш да ги минимизираш трошоците. Сега ако гледаш дека можеш да идеш со некаков проект само на социјални медиуми, без никаков друг трошок, why not? Зашто би трошел пари на телевизија или на радио? Па за радио и да не зборам, радио се слушаат само у кола. Па и тогаш не знам дали се слушаат, пошто имаат сега сите USB стикови и така натаму. Па или не знам, се уклучуваш со Bluetooth и немаш проблем. Така да мислам дека тоа се повеќе ќе оди во тој правец. Гледаш на телевизија тоа ти што сакаш, мислам така се направени веќе и уредите. Ја не знам, доаѓам дома, се уклучам преку лаптопот и ги пуштам тоа што јас сакам да гледам, нешто што ми нуди телевизијата. А и буквално кај нас и нема што да гледаш. Мислам Да. Јас мислам дека можеш да плаќаш спонзорство колку сакаш за одредена песна, спот на социјални мрежи. Кога ќе идеш, на пример, на средно водно, кога ќе од бутката, кога ќе чуеш од радио дека иде песната, сепак е друг филингот, имаш поинаку ја слушаш песната, ја слушаш као стварно дека е песна што се слуша или хит. Мислам дека таа моќ се уште е во радијата, слушателите поинаку ги примаат песните кои, да кажеме, некако филтер, некој ја пуштил, не тој самиот да ја пушта. Да, се слагам. Па добро, јас толку години бев менаџирав едно познато скопско радио, тоа е едно 12-15 години. Така да имам искуство некако во тоа. Се разбира дека е друг филингот. Една од причините зашто го зема беше токму тоа. Радио е радио, знаеш. Ама тоа се некакви мои информации за музиката кои сум ги дознал во своето детство, што не постоеше ништо друго. И секако дека, кога одиш многу рано на аеродром, кога ќе чуеш некоја песна во кола, ти сосема инако ја перцепираш него кога ќе чуеш на на телефон. Кога ќе пуштиш на Facebook или. Така да, но факт е дека платформите се денеска главен ресурс од каде што младите слушаат. Значи, одиш на Spotify, бираш своја плейлиста, Spotify те препознава што слушаш, ти нуди слична музика и така натаму. Така да, малку работите се видоизменети. Не верувам дека телевизијата и радиото ќе одумрат сосема, но мислам дека ќе бидат
се помалку влијателни и како што и се. На што работиш? После бидејќи секогаш си на сите страни, меѓутоа во моментов на што работиш? Во моментов го завршив еден многу интересен проект, се викаше Джезотерија. Тоа беше циклус на 6 концерти со, би рекол, кремот на джезот. Па да речеме, ајде сега, да не би сакал другите погрешно ме сватат, но се обидов да избереме она што навистина значи нешто во джезот, бидејќи мислам дека таа категорија музика, иако е малку, би рекол, поезотерична, не е баш за најшироки народни маси, мислам дека македонскиот джез преживува некаква ренесанса. Мислам, они и националниот джез оркестар е тука и многу од нив се школувани на најзначајните светски академии, како што се Беркли, Грац и така натаму. И имаме еден квантум на момци и девојки кои стварно знаат да свират. И од тој аспект направив некој избор од, не знам, 2 пианисти, тука беше Гордан Спасовски и Дуња Иванова, потоа 2 гитаристи, Тони Китановски и Георги Шарески, и 2-3, едното беше триото на Оливер Јосиповски, едното беше триото на Џоле Максимовски. Двајца басисти. Да, и тоа беше еден така интересен серијал од 6 концерти во аудиокултура се случуваше и помина стварно над сите мои очекувања, стварно беше одличен проект. Тоа заврши сега прошлата недела, сега почнува во почетокот на јуни, стартува фестивал кој е стар веќе 15 години, тоа се вика Balkan Music Square. Го работам во Охрид традиционално, но последниве години има 3 вечери, првата вечер е правам во Скопје. Така да на 10 јуни во аудиокултура со почеток од 19 часот настапува едно ново джез трио, се вика Трицикл, составено од дипломци и студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Го предводи тапанарот Јан Стефановски. Потоа на 20. Пак органска поврзаност. Да. Не, стварно е одличен бубњар на страна, да не го споменам неговиот татко кој е голема звезда, но Јан е стварно интересен млад дечко кој стварно упорно работи и се подобар и подобар. На 20 во културниот центар во Охрид Григор Прличев или киното Охридско како го викаат, во сопочеток од 20 часот фестивалот продолжува, тоа е втора фестивалска вечер со настап на Елена Христова од Баклава, а веднаш потоа ќе настапат една охридска група која се вика Виз Билјана, инаку се вистински наследници на еден познат ансамбл Билјана кој постоеше пред многу години, кој веќе не постои, но беше еден фантастична група која веќе уште од тоа време снимаше дури албуми за ПГП, РТБ и беше така еден фантастичен бенд. Го негуваат тој фолклорот охридски, ама овие се млада генерација нивни внуци кои ги свират дури и нивните инструменти оригинални. Така една фина Дали мислиш дека во Македонија едноставно длабоки корени има добрата музика, независно кој жанр на музика, алтернативна, джез, етно, дека предлабоки се корените, дека колку и да се трудат да не поселјачат, дека не може тоа да завирее до толку тука? Знаеш, тоа е добро прашање. Ние имаме на вистина, нашата традиционална музика е многу богата и е многу квалитетна и е така многу длабока и мислам дека е скоро во сите од нас, барем зборам за овие генерации кои се малку постари, и со зреани. Бидејќи ете Билјана не се туку така, они се наследници. Да, така е. Джез оркестарот, сите тие луѓе, таа генерација не се туку така, пред нив блиску се поврзани со генерацијата пред нив, што биле во Ревиски оркестар и така натака. Тоа е некаков органски продолжеток и мислам дека Македонија за среќа има добра традиционална музика која на одреден начин влијае да не проаѓа се. За жал, знаеш како вие што се навистина помладиве генерации, мислам дека немаат толку однос кон нашиот фолклор премногу, тоа така некако го третираат за па се слуша само што е поп, увезен и така натаму. И тоа е веројатно нормално, немам намера да ги осудувам заради тоа, но мислам дека тоа се уште го држи добриот вкус, особено во еден, би рекол, круг на луѓе со пософистициран вкус. Инаку широките народни маси се знае што сакаат и тоа е тоа, мислам, тука не можеш да влијаш, тоа е
имаме ние малку еден така рурален вкус во тој смисол, кога ќе погледнеш Борис Трајковски се полни и сите сали, знаеш на што, така да тука не сакам да коментирам многу околу тоа. Океј, да се вратиме на Балкан Сквер. Втората фестивалска вечер е 21 јуни, тоа е ден на Охридското езеро. Всушност тоа е и повод за организација на овој концерт. Ќе свири веројатно најпознатиот охридски музичар, се вика Владимир Четкар, и он има еден така прилично интересен бенд кој он како не знам дипломец на Беркли, мислам дека длабоко во себе ги носи тие ритмови американски, тоа што го инспирирало веројатно, и не се занимава толку со македонската музика, но не е ни важно, он има одличен бенд, самиот е композитор и гитариста одличен, и ете така гради некако кариерата и во Америка и малку во Азија, па и низ Европа, така да он ќе биде втората вечер. И тоа е ден и поводот е на овој фестивал да му се малку да го како да кажам, да дигне малку свеста за тоа дека Охридското езеро е нашиот најпознат и највреден природен ресурс, кој ние го третираме малку како контейнер, и треба малку тука да се подигне таа свест. Има една изложба на фотографии од езерото под вода и над вода, да видиме малку, пошто над вода е супер, све, ама под вода исто треба да понекогаш да дзирнеме што све фрламе и така натаму. Тоа е проект кој ќе работам во месец јуни, и потоа веројатно ќе значи крајот на јуни рече 20 21. Така е негде во Скопје почнува на 10 Охрид 20 и 21. И имам уште еден проект, јас во меѓувреме издавам едно 15 години или 20 години се занимавам со еден проект кој се вика Wonderful Macedonia. Тоа е една книга и видеа кои се врзани за најзначајните археолошки зони, најзначајните природни убавини и така натаму, се она што вреди во Македонија. И таа книга, навистина со голема љубов ја реиздавам, ја редефинирам, ја збогатувам и така натаму. Последното издание излезе пред 2-3 месеци, се вика Magical Macedonian Sites, или до сите се тие дел од тој проект Wonderful Има Macedonia. заинтересираност за неа во странство? Па има, како да не. Тоа е една единствена, за жал никој не се занимава со тоа, гледам дека и нема конкуренција, така да таа една единствена добро се продава и во слободната продажба, бидејќи има околу 270 страни, full color на македонски и на англиски јазик, и во 8 поглави е опфатено се што е битно од Македонија, и оди како некаков најчесто поклон и така натаму, али е стварно доста луксузно издание. И има промоција низ целиот свет. Јас успеав тоа да го направам сега со интернет малку полесно и побрзо да работите. Сега целиот тој контент што го имам со години собирано, тоа се видеа, фотографии, текстови и така натаму, милиони се. Ги пребацувам во еден формат кој се вика, тоа се 3 профила на TikTok, Wonderful Macedonia 1, на Instagram и Facebook wonderful.macedonia, каде секој дневно објавуваме разни сегменти од разни поглавја, да речеме, кои се врзани за книгата, но и вон незе. Она што е интересно за секој посетител, туриста, кој ќе дое, па и за нас самите. Ние мислиме дека знаеме нешто Скопје, Мавро, Охрид, тука завршува. Користите и AI? Не користиме AI бидејќи немаме потреба, али во овој момент Мислев за анимација на некоја фотографија или нешто. Понекогаш да, користиме некакви од тие CapCut, од тој систем, нешто по некаква мали за монтажи и така натаму, тоа што е нормално бидејќи се работи за продукција на дневна база. Секој 24 сата генерираме нови содржини, и мислам дека се она што вреди во Македонија, што треба да се види, што е значајно од музеи, од културно-историски споменици, од археологија, од природни убавини, од не знам, екстремни спортови, така натаму, сето тоа ќе го има на овие 3 платформи и ќе можат сите да се запознаат малку повеќе, не знам, со разни водопади, со планини, езера, археологија и така натаму. Тоа е еден проект кој го работам истина со голема љубов веќе 20 на години, и точно 2006-та го стартува. Сега ми текна за време на Олимпијадата во Атина. Почнав со некои билборди за инат на Грција. Не, за билбордите беа поставени од влезот во Македонија од Србија до излезот во Грција. По автопатот билборд имаше
Wonderful Macedonija за сите оние кои поминуваат да евентуално скршнат лево десно да останат ден, два, три и така натаму. И тоа беше интересен, делевме и мапи бесплатно на овие патариниве. Тој проект се покажа како успешен, бидејќи после долги години ме прашува постојано, абе, кога ќе донесеш од мапите и така. Една убава мапа која делевме кога ќе платиш патарин. Оке, нема везе, така да тој проект од некоја рудиментирана форма прерасна во еден голем проект кој тоа се илјадници книги кои се издадени досега. Потоа еве сега го позиционираме и на интернет за да остане вечно, како ете така еден контент кој е еден и единствен и кој ја опишува држава во сите нејзини сегменти. Иво, ти благодарам многу за времето што го посвети тука и се надеваме за нови и нови проекти да искачаат од твоја работилница. Фала ти многу, Принц, фала ти за поканата и фала ти што си некако ја тебе те доживам како некако дежурен чувар на македонскиот рок-н-рол. Знам дека си комплетно посветен, дека живееш од тоа и дека живееш за тоа и имаме соработка и по некои други основи, но навистина си еден редок профил во Македонија и морам ти честитам за тоа. Фала ти на тебе и за се што си направил.